Версус со Горан Лалов. Версус на Канал 8, добро вечер. Ваква мобилност на политичките партии на која што сме сведоци изминатиот период е пракса пред избори. Тие се сретнуваат со политичките ограноци во општините низ Македонија, го пребројуваат членството и ја градат стратегијата за настап на предстојните председателски избори во април и се поизвестните предвремени парламентарни избори. Вечерва во Версус лидерот на НСДП Тито Петковски. Господине Петковски, добро вечер, добре дојдовте во емисијата. Добро вечер, благодарам на поканата. Кажете ми, господине Петковски, доаѓате од трибина со членството во Кочани, како помина и кои се насоките кои што ги дадоте на вашите сопартици? Па, ова беше една од првите средби овдека со членството од како се распиша редовните председателски избори и првично да почувствување на пулсот, нели, расположението, мобилноста, подготвеноста, размислувањата на членството каде се движат, се разбира и за нас од раководството на партијата да пренесеме она што ние како информација имаме, располагаме и да почне веќе, добро рековте, да се градат некои стратегии за настапот. Збунет сум јас, збунето и членството, ја мислам збунети се граѓаните на Република Македонија од она што ни се случува, знаете. Се распишува председателски избори, а уште немаме председателски кандидати. Во нормална земја, нормална демократија, председателските кандидати се промовираат најмалку, да речам, 6-7 месеци пред изборите. Во некои држави со понапредната демократија и година дена се води кампања и така натаму. Кај нас, ние ќе ги дознаеме на меѓу 1 и 3 март, а веднаш треба да почне кампања и граѓаните ќе имаат можност со таткото на нацијата да се запознаат тие 20 на дена за време на кампањата. Мислам, нешто невидено, незабележено. Тоа е само во авторитарни режими се случува. Нема што јавноста да знае кои се кандидати. Тоа е од стратегијата на партиите или можеби прикривање на политичка криза или коалициона криза во владата? Ја не верувам дека има коалициона криза. Власт да се функционира супер, мислам. Луѓето е нарекле популарно тендер коалиција, парите, фреквенцијата на материјалното богатство е незапирливо и така натаму. Значи, мислам дека глумат лудило сега кој да ја сопшти срамната вест дека треба да има и предвремени парламентарни избори. 2008 година тоа го направи ДУИ. Се надам дека и сега пак ДУИ треба да одигра таа улога. Непријатна, јас би рекол срамна, и тоа му одговара и на другиот коалиционен партнер. Значи, коалицијата супер си функционира. Мислам дека барат оправдување јавно пред јавноста зошто ќе одат со предвремени парламентарни избори во услови кога коалицијата функционира, кога нема никакви тензии, кога не постои никакво сериозно разидување на идеолошки, политички, програмски плани, така натаму, министерствата, владините сектори, сите јавни предпријатија, тоа си функционира нормално, говорам нормално, редовно функционира. Дали е тоа све нормално и добро, тоа е друго прашање. И сега единствената причина за која владачката партија се фаќа и полека ја подготвува јавноста за можност од предвремени парламентарни избори е можното неисполнување на цензусот од 40% излезено за избор на председателот. Мислам, нешто што е за невообичајно несватливо за една демократска држава која бира татко на нацијата. Мислам дека би било крајно неодговорно, недостоинствено јавно да се говори дека македонските граѓани ќе бират председател, ама мора да се организираат и предвремени парламентарни избори за да бидат мотивирани да излезат на избори во вториот круг. Бидејќи праксата покажува председателот не може да се избере во првиот круг, затоа нели оној цензус од над 50% излезеност го променивме со измена на уставот, го направивме 40%. И праксата покажа последните 2 изборни циклуси за председател дека и тоа е многу, дека луѓе во не... Но како може да се преудицира дека не може да биде исполнет цензус? Па затоа што искуството говори од 2 избори подсени председателски, едва се исполни некаде за 1-2%, сега со изборот на актуелниот председател некаде 2,5%
повеќе од цензусот што беше предвидено, значи 42-3% имаше излезеност. А прашањето основно што треба да се постави, зошто граѓаните не излегуваат на претседателски избори? Дали на Македонија во овој момент е потребен претседател кој што ужива таков легитимитет, таква поддршка да биде на непосредни избори, ако доминантната функција во македонскиот политички систем ја врши владата. Може би оттаму Тоа оттаму и тој страв. Од ограничувањето на уставните ингеренции на претседателот. Сметате ли дека треба да се бира во собрание? Па онака како што се остварува функцијата, не како што е запишана во уставот, подобро е да се бира во собранието. Барем ќе има легитимитет поголем. Од аспект што во државите кај што се бира во парламентот претседателот, треба да се исполни еден многу повисок критериум. Значи парламентарните партии застапени во собранието го бират со двотретинско мнозинство. А овдека кај нас со партиската кампања, луѓето обично се партиски војници и така натаму, не можат да ги застапуваат релевантните ставови на политичките партии. Двете партии на јуриш одат и со големи молби, најчесто и со нерегуларности, се избира претседател. Вака во парламентот со двотретинско мнозинство сите релевантни политички партии ќе треба да се убедат во профилот на личноста која што треба да биде татко на нацијата. Јас одсекогаш сум застапувал становиштето дека на парламентарна демократија, како што е македонската, иманентно е претседателот да се бира во собранието, а на непосредни избори се бира само владата. Што мислите за концептот на консензуален претседател? Па мислам дека тоа не е добро. Не е добро, прво не е реално. Ја не знам дали луѓето што од УИ што лансира таа теза за консенсуален претседател мислат на претседател за кој што ќе се договори од напред дека ќе биде поддржан. Консенсуален претседател треба да го поддржат условно речено и македонци, и албанци, и припадниците на сите етнички заедници. Овој профил на консенсуален претседател што го предлагаат ДУИ, значи избор на Али Ахмети кој треба да го поддржи Груевски, или избор на Груевски кој што треба да го поддржи Али Ахмети. Тој не би бил консенсуален претседател, тој би бил претседател по волјата на Груевски и на Ахмети. Значи, зошто тога граѓаните кида да го бират? Ако ти однапред го договорат, кој ќе биде тој? Разбирам, нека понудат двајца, тројца можни кандидати за консенсуален претседател. Па да кажам, од овие тројца, кој ќе се избере народот, окей, за мене тој е консенсуален. Некој договор, луѓето бират на непосредни избори. Ако Груевски и Ахмети се договорат дека МН ќе биде, кој консенсус е со граѓаните? Постигнат консенсус. Консенсус има меѓу лидерите на политичките партии. Тие ќе организираат кампања и тој човек ќе биде избран. Значи тоа ја цените ли како фарса неподобноста на Ѓорѓе Иванов за ДУИ, за претседател и тактизирањето околу обелоденувањето? Па да, мислам тие барат алиби за идејата како да се дојде до предвремени парламентарни избори и како таа срамна улога да ја одигра ДУИ. Што е, кој е тој подобар, што требаше да направи Ѓорѓе Иванов за да биде померакот на ДУИ? Што направија другите претходни претседатели, да речеме, од кои исто така ДУИ не беше задоволен и сега да се бара исклучиво вината цела да биде на актуелниот претседател. Мислам дека настанува тоа што актуелниот претседател не искористи шансата малку да излезе од скутот на Груевски ВМРО ДПМН, да се легитимира како претседател на сите граѓани. Тоа е персонификација на граѓаните. Каде најмногу потврли актуелниот претседател? Па мислам дека најмногу потврли околу единството, обезбедување предуслови за единството на нацијата. Тој не понуди, да речеме, ова страшна поделба по сите линии што е намет на Груевски ВМРО ДПМН до омраза, кој е со нас е против нас, кој не е со нас е против нас. Да, но Иванов не застапува тврди националистички ставови. Тврди националистички ставови, он е персонификација и на една друга идеја околу антиквизацијата во Македонија, враќањето во минатото, не нуди перспектива, не понуди платформа за политичките партии да отворат политички диалог, не понуди платформа за забрзување на процесот на евроатлантските интеграции, па да ги обедини и политичките партии, невладиниот сектор, и експертската јавност, и бизнис заедницата, да че претседателот има моќ, бидејќи е избран непосредно од граѓаните на избори, да има таква кохезиона улога, кохерентна, значи да обединува.
А он си застана исклучиво зад политиките на Груевски. Мислам дека се изгуби и неговата интелектуална димензија како универзитетски професор пропадна во политиканството на Груевски, на премиерот. Тој неќеше апсолутно, не смееше да излезе. Предпоставувам дека му е желба уште еден мандат, а погледнете на каков срам го изложува ВМРО сега. Кој тера да иде да се јави на конкурс, да конкурира и тоа до први кој сме денес, уште 10 дена човекот треба да размислува дали ќе се јави, па да се презентира таму. Мислам, крајно недостоинствено понижувачки. Тоа е само демонстрација на моќ од страна на Груевски. Да се види овде кој е татко на нацијата. Не е председател на собранието. Груевски е тој. Од него зависи се, па од него треба да зависи кој ќе биде председател на државата. Крајно недостоинствено. Шеф на држава, да, е потребна Македонија во моментот со оглед на предизвиците со кои е соочена. Нам ни треба председател на државата кој што ќе гледа малку подалеку над хоризонтот. Значи човек кој што ќе може да антиципира војнината, кој што ќе може да ги влече потезите кои што ќе бидат во функција на напредокот, прогресот на нацијата, на меѓународен план, градење на нејзината меѓународна позиција, јакнење на внатрешната стабилност, на безбедност, на јакнење на правото, јакнење на правосудниот систем. Знаете, тој има моќни функции. Според нашиот устав, председателот и има нашиот политички систем според уставот има полупредседателски систем, значи има силна председателска функција. И председателот не случајно ова што го спомна, он има и право на вето, значи он може да стопира од извршување закон, се разбира до моментот кога собранието треба со двотретинско мнозинство тоа да го потврди. Но поставува амбасадори, води надворешна политика, Совет за безбедност, врховен командант е, поставува уставни суди, врховни суди, совет, судски совет, значи човекот има моќна функција. И ако он се издигне на дневно политичките интереси на партијата што го предложила за председател, може да биде тогаш охрабрување за сите граѓани без оглед на етничкото потекло. Тој стана поголем ВМРО-ец од ВМРО. Значи, таа работа не бива. Во сите нормални демократи природно е партијата да го кандидира председател. Меѓутоа, тој тогаш се промовира. Ја бара поддршката од сите граѓани. Тој не покрена ниту една иницијатива. И видите, до таа мерка успее Груевски да го маргинализира, дури и оние регионални иницијативи што беа на меѓународен план, се сеќа до Охридската конференција, пропадно не сака луѓето да дојдат. Зошто не сака да му дојдат? Па знае дека тој нема никаква функција. Едноставно сите работи ги води, има во своја рака Груевски, затоа него го барат, а председателот го маргинализира. И сега он сам си потврди дека заслужува таков третман, со тоа што ниеднаш не изговори реченица ќе се кандидира или нема да се кандидира. Значи, сепак чека на милоста и немилоста на Груевски. Ако се смилува Груевски, тој ќе биде председател. Ако не, таков председател не и треба на Македонија. Мислам, тој е маргинална фигура, со ништо не заслужува да граѓаните утре го почитуваат како татко на нација. Не заслужува, бидејќи за 5 години не покажа дека треба да заслужи. Господин Петковски, вие неодамна предупредовте дека се подготвува голем изборен фалсификат доколку не се прочисти избирачкиот список. Оттаму треба ли да задоволува начинот на кој што беше донесен изборниот законник? Не, тука има два сериозни проблеми. Значи, прво јас реков и сугерирав кога работната група од СДСМ го поддржа овој текст на законот, дека овој текст на законот Груевски ќе го изигра и како што се случува, видете. Значи, тој употреби една формулација само дајте да го донесеме законот. Што сакате, напишете во него. Пораката е јасно, каков закон да донесете, јас нема го почитувам. И еве тоа се случува. Откако се објави изборите, тој си продолжува. Она што е забрането, продолжува да вработува, забрането е, продолжува тендери, забрането е, продолжува да сече ленти, продолжува да го прави. Еве, денес во Штип почнува, тоа не смее да го прави откако се објави избори. Значи, он покажува дрскост, безобразлук, тоа е власт, моќ, и нема кој мене да ми кажува тука. Значи, тоа е една тенденција. Јас предлагам нешто друго во тој закон и ми е многу криво што не се прифати. Предлагав по сила на закон. Ако во законот пишува дека од почеток на објавата на изборите не смеат овие дејствија да се прават, да се предвиди казна политичката партија која ќе го повреди законот
од почетокот на објавата на изборите до самиот чин на изборите да нема право да учествува на изборите. Не сум го измислил, јас тоа го видов во многу демократски земји. Значи тие ги научиле за да дојде до ова ниво на демократија, ги научиле со многу строги мерки. Ако Груевски знае дека со почетокот на патот сега овдека пред изборите, дека не може да учествува на избори, ако го направи тој чин, тој никош нема го направи. И второ, она што го спомнавте, втората работа е, ви имате избирачки список кој што се уште не е ажуриран, не е дотеран, а изборите председателски се објавени, веројатно ќе ги има и парламентарните избори. Тоа во нормален свет не може да функционира. Вие прво треба и направите. Нити изборниот закон не смее да се менува најмалку 6 месеци пред изборите. Тоа го пишува во стандардите на Европската комисија. Нити пак избирачкиот список не смее да се доведе во прашање непосредно пред изборите. Јас тврдам дека денес во Македонија нема 1.900.000 жители. Не тврдам врз основа на некои претпоставки. Година дена работиме како партија, како тим на тој проблем. Излеговме уште пред 6 месеци на собранието, му понудивме на информација за проблемот на иселување од Македонија. Не ни прифати парламентарното мнозинство и сега пак не ја одбија. Ако вие немате ни милион, ако Светска банка официјално соопштува податок дека 280.000 жители од Македонија се иселиле за последните 8 години, како ќе имате 1.700.000 избирачи со право на глас? Не е можно. Или ако имате, како по нашите математики, 1.900.000 жители, да имате 1.700.000 запишени избирачи. Или само еден пример ќе спомнам. Официјален податок на Завод за статистика е дека во текот на 2012 година во Македонија се родиле 11.450 деца, говорам од македонска етничко потекло, а починале 14.300. Вие имате само за една година изгубено едно мало градче од 3.000 жители. Тој тренд не верувам дека не продолжи и 2013 година. Значи, ви имате сигурно 6-7 или 10.000 луѓе кои што по сила на природата веќе не се тука присутни, а од друга страна имате еден страшен бран на млади луѓе кои се иселуваат во Македонија во потрага за подобар живот. Зошто мислите дека владеачката партија не организира попис? Еве, заради овие причини, ќе се испоставише дека повеќе има гласачи и избирачи во Македонија отколку што има жители. И затоа не им паѓа на памет. Ќе оди на избори со непрочистен избирачки список. Така оди на избори. Ја еден пример ќе го спомнам и за вашите гледачи. 2011 година мојот татко, и тоа сум го кажувал во отворено и во собранието и за неколку интервјуи за електронски пишани медиуми, 2011 година татко ми гласал за ВМРО ДПМН, а живее во аеродром моето семејство, мајка ми. А татко ми почина пред 13 години. Како можел да гласа? Сакам да ви речем... Како го утврдивте тоа? Па ми кажа член на Државната изборна комисија дека заокружено дека гласал. Прво го не е избришан, знаете, он е регистриран во избирачкиот список. Ама сите изборни циклуси на нас за овие 4, 5, 6 не е бришан. По основа, по сила на законот, Министерството за внатрешни работи, која ќе ја добие умреницата, треба да го извести Министерството за правда, тогаш го водеше избирачкиот список, да го бришат од евиденција. Не само него, илјадници луѓе. Значи, јас говорам популарно, и селените од Македонија, и сите умрени се најверни гласачи на ВМРО ДПМН. Од тие причини говорам, не сака да организират попис, и затоа сметам дека пред Македонија нов изборен фалсификат. Не можете вие да ги спречите. Бугарскиот воц е друга... Поголеми од оној во 1999 година. Па, знаете, 1999 тогаш им тргна шут на ВМРО ДПМН. Мислам, тогаш опробаа како ќе функционира бугарскиот воц, уфрлањето на ливчиња. Дури еден рече 102% излезеност имаше на албанците, а еден кандидат албанец за председател во тој период рече повеќе од 30% албанци не излегува. Значи имате наполнети кутии, променети кутии, празните од избирачките места, со полните во Државната изборна комисија
и господја Дулич тогаш раководеше со Државната изборна комисија, бидејќи се разболе председател, она беше заменик, она тоа го фино спакува и се заврши изборите. И од тогаш наваму не можете тогаш и да предпоставите што ќе се случи во вториот круг. Самоуверено изјавивте по првиот круг дека не ви требаат албанските гласови. Прво видете, јас на денот на изборите, веднаш кога почна насилието, уште во 10 часот дадов инструкција да се повлечат сите контролори, членови на избирачки одбори. Никаде јас не дадов изјава дека не ми требаат албанските гласови, него не ми требаат гласови со уценување. Јас бев уценет од кандидатот на албанците во тоа време, на ДПА, дали, да кажам отворено, дали ќе признам Република Косово. Јас реков прво не можам такво нешто да направам, бидејќи Косово уште е во составот на Србија. Како ја ќе прejudicирам утре, ќе признам Република Косово. Она што е во надлежност на председателот. И реков на начинот на кој што се уценуваат сега албанците да го поддржат кандидатот на ВМРО ДПМН, јас нема се согласам, за мене ни една функција не може да ги оствари, не може да биде компензација доколку јас го изгубам своето лично достоинство како ќе ги представувам граѓаните. Значи не сакам да бидам купен. Никој не добил председателски избори без албанските гласови. Ја не говорам, не правам разлика меѓу албанци и македонци. Тоа се граѓани на Република Македонија. Ве гледате денес што се случува. Значи денес се случува да имате поларизација, албанци да поддржат македонци. Нашата македонска несреќа уште тогаш јас застапував тезата. Мислам, ако гневот на некои политичари албански го навлеков, тоа беше околу поделбата на граѓаните на Македонија на племства. Вие припаѓате, јас на македонското племство, тие припаѓат на албанското племство, на чело на племствата стојат племенски старешни. Јас сакав Македонија да се гради како цивилна граѓанско општество во кое граѓаните се равноправни. Суверенитетот произлегува им припаѓа на граѓаните, тамо не пишува етничка заедница. Тие сакаат да наметнат на самиот старт Македонија да функционира како конгломерат на етнички заедници. Јас не сакав. Јас мислев дека Македонија ако проектира во уставот цивилно општество, не е битно кој е албанец, кој е македонец, ром, србин, бошњак и така, сите се равноправни граѓани. И ние денес немаме суверенитет на граѓаните. Денес имате суверенитет на албанската и македонската етничка заедница. Може ли уште долго да функционира тој паралелизам на власта? Па тоа е неодрживо. Ја не познавам држава во свет во која што се гради мултиетничка држава на граѓански принцип. Не му успело досега во теоријата и во праксата ни на правото ни на политиката. Македонија не може да функционира така. Значи Македонија забрзано се движи кон двонационална држава и тој процес не може да се избегне, бидејќи овие па поготово сега што ги водат племствата македонско и албанско, Груевски и Али Ахмети, мислам забрзано ја водат работа кон биполарност, односно кон бинационална, двонационална држава, држава на албанците и македонците, јазик се помалку се учи од страна на албанците, иако во уставот пишува дека е задолжително. Значи ќе биде сосема логична последица унитарност на државата. Ја мислам, тоа е мислене име ка уште некоја година-две, бидејќи нив не ги интересира иднината на државата како Македонија ќе се профилира, а мислам дека меѓународната заедница прави некој експериментална лабораторија од Македонија. Дали нешто такво ќе успее? Се сеќавате Меркел што рече во една прилика дека мултиетничка држава не е возможно. Мултиетничките држави се многу ранливи, па поготоа ако станува збор за една мала држава како што е Македонија, во која ако немате јасни правила за равноправност на граѓаните, секогаш луѓето ќе се мобилизираат на етничка основа, не на граѓанска основа. Кај нас што се луѓето? Прво е албанец или македонец, па после е граѓанин. Затоа мислам дека Македонија, доколку потрае, да речеме, овој пат на известност, не станеме членка на НАТО и Европската Унија, мислам, ќе дојде во прашање нејзиниот интегритет и територијален интегритет и суверенитет на граѓанинот. Македонија повеќе ќе биде слаба, ранлива, проблематична држава, која, како што се случува во Босна сега, сите тие три племиња, хрвати, муслимани и срби, ќе треба постојано да ги контролира и мири.
Така се случува во Македонија, еви нови избори. Пак се подгреваат меѓуетнички тензии, пак не расправи. предвидувате босанско сценарио. Велите дека за коалицијата со ВМРО да помане 2006 година сте имале дипломатски ургенции од страна на американскиот амбасадор во Македонија тогашен Џулијан Миловановиќ. Па да, јас тоа го кажав, тоа не е никаква тајна, знаете. Јас ги прекинав разговорите кога почнавме со Груевски да разговараме околу влада, бидејќи имаше партнери тогаш, и Љупчо Георгиевски, ВМРО, Народна партија и НСДП доби 7 мандати, ВМРО Народна 6, почна преговори меѓу партиите кои ќе прават влада. И јас кога инсистирав во владината програма да се внесат од делове програмата на НСДП во социјалната сфера и во сферата на здравството. Бесплатно здравство да имаме, социјална помош на сите семејства кои се испод државниот просек, да имате бесплатно лекарство во стечените работници, да не се разликува дали се од приватни државни фирми. Сето тоа, бидејќи не ми се прифаќаше, јас ги прекинав разговорите и си отидов на одмор. И бев тогаш поканет во две прилики да разговарам и мене Груевски ми беше од Џулијан Миловановиќ представуван како реформатор, човек од техноменаџер, кој нема врска со национализам, популизам, како што тоа бил Љупчо Георгиевски. Едноставно го поддржуваат. Груевски беше официјално поддржан од State Department, од значи, америчката може меѓународната влада. заедница да се вмеша при правењето на коалициите. Колкав ризик тогаш презеде владината коалиција кога за албански партнер во владата ја избра ДПА, која што не победи на изборите? Па, видете, јас тогаш јавно најмногу гласови кај албанскиот електорат. Јас тогаш јавно ја застапував тезата, бев многу осудуван и од ДПА и од ВМРО, дека во моментот најдобро за Македонија ќе беше двете албански партии кои што меѓу себе исто се ривали вечето како што се СДСМ и ВМРО, да влезат во владата. И си го навлеков гневот од ДПА на Мендух Тачи, дури и од ВМРО на Никола Груевски така натаму, затоа што ценев дека нашата позиција ќе беше многу посилна во Брисел, значи да и за членство во НАТО, особено да ги почнеме преговорите со Европската унија, доколку се воспоставеше баланс на стабилност во меѓуетничките односи. А тие беа мощне фрагилни, бидејќи Дуј освои многу повеќе пратеници од колку што направи ДПА. 2006-та, 8 години подоцна, уште повеќе предупредувањата на американското разузнавање за можен пораст на етничките тензии во Македонија треба да се свати сериозно според вас. Мислам дека ако знаете од кај доаѓаат, значи која е ЦИА? ЦИА е државна агенција на Соединените американски држави. Ако се знае дека Соединените американски држави не само што прават анализи, тие ги проектираат меѓународните односи. Значи, јас тоа така го сваќам. Не погрешија за посна. Веднаш се случи, после нивното излагање што беше на комисијата на State Department, на Америчкиот конгрес, се случија немирите во Босна. Ова што сега го подгреват националистите и популистите застапени начело со Груевски и Дуј, оди само во функција на подобрувањето на нивните позиции пред избори, а не на консолидација на македонската безбедност или на македонската држава. Тие знаат, се уште играат силно на меѓуетничките судири како силна политичка карта која ги мобилизира на една страна македонците околу Груевски и ВМРО, а на друга страна албанците околу Дуј. И мислам дека тоа нема да води кон добро. Тоа веројатно тој јас ке се продлабочува ако продолжи тој антагонизам и не случајно ЦИА кажува, дури ги проектира и годините, наредните години. Америчкиот стратешки центар дури предвидува многу тешко Македонија може да ги брани сегашните вредности за 20 или 25 години. Ке се навратам во интерес на времето затоа што ни останува се помалку на претседателските избори, односно на претседателите обидите за атентат досега на еден претседател и една нерасчистена авионска несреќа. Ке даде ли конечно оваа истрага во Босна одговор на прашањето како загина претседателот? Не. Трајковски? Нема да открие ништо таа истрага, бидејќи тоа е така спакувано да биде несреќа. Од оние кои што предпоставам силно влијание Борис Трајковски да извршија силно влијание Борис Трајковски да биде
председател на Република Македонија во тие услови. Треба ли да ве подсетам, вие сте млад човек, но тогаш еден аналитичар, влијателен, амерички, Јанош Бугајски, беше директор на Центарот за Источна Европа и Балкана и така натаму, меѓу први и вториот круг, кога виде дека јас имам огромна предност, он напише еден текст во Вашингтон Пост дека Соединетите Американски држави не може да стојат мирно пред фактот што Тито Петковски води и ќе стане председател на Македонија. Ама затоа што сум бил во тој текст јас сум бил националист и популист, а граѓански ориентиран бил Борис Трајковски. Јас тоа го напишав во колумна, тоа ќе излезе и сега во книга, ама сум го напишал уште 2004 година. Тоа е едната причина, не, главната причина... Добро, значи на Македонија е потребен попуслив председател. Откаде тогаш председател на Македонија е толку моќна политичка фигура за да им биде трн во око на... Не, па затоа што они гледат од уставот, профилот на председател како што е во уставот. Во уставот има голем за објава на војна, за стапување во сојузи, меѓународни. Ќе ви кажам која е главната причина зашто американците го поддржуваат тогаш Борис Трајковски. Имаме ли време малку? Барем околу тоа прашање. Значи, кога останавме ние двајца во втор круг, тогаш председател на шеф на мисијата на Европската комисија беше Пинто Тешира, португалец еден, и на средба со дипломатскиот кор сите амбасадори од Европската, земјите членки на Европската унија, америчкиот амбасадор, одиме во неговата резиденција, јас и Борис Трајковски, и реферираме за тоа како гледам јас на иднината на Македонија, како Македонија ќе се позиционира на меѓународен план, и меѓу другото ни го поставија и едно прашање многу загадочно. Како би вие реагирале во евентуално која бара НАТО територијата на Македонија за да врши напад на Србија? Тие викаа кампања, не викаат напад, и така натаму. Што би ние постувале како услов? Година пред председателските избори во Македонија? Не, тогаш беа 99-та се подготвуваше, а 2001 година војната стана во Македонија. Значи за време на изборите беше тоа, меѓу првиот и вториот круг. И јас кажав многу отворено. Повелете, господо, бидејќи Македонија има таква географска положба, најдобра е локација за дејствување кон Србија и Косово. Повелете, по скратена постапка, примете ја Македонија во НАТО и дејствувајте од своја територија. А НАТО има такви механизми, гледате, нас не примија, и сега само да го решиме проблемот со името, веднаш стануваме членки на НАТО. Не треба посебно да се собере самит на НАТО. Значи, повелете, искористете Македонија, еднаш историски, можда никогаш повеќе нема се најде со својата важност географска, стратешка за некоја акција на НАТО како тогаш, примете ја Македонија и повелете дејствувате. Јас нема да се согласам доколку вие барате македонската територија или како на Турција што дадовте 3 милиарди евра, на Македонија ќе платите. Ако не 3, 2 или 1 и повелете дејствувате. Борис Трајковски имаше спротивно мислење. Јас вика, би тогаш во таква ситуација, повелете, бидејќи сте вие НАТО, дејствувајте од Македонија како своја територија. И веднаш настана тогаш ова меѓу американскиот оние кои што практично и наметнаа војната, нели, во Србија, американците командуваат со НАТО. Веднаш настана еден пресврт во проценките, а пред тоа мене повикаа, бев 15 дена во посета, официјална посета на Соединетите Американски држави. Бев посета на Конгресот со официјални личности, не се сретнав само со председателот. Значи, имаше едно верување, сосема поинакво. Но кога јас излегов со таков став, беше сосема јасно дека тие ќе изберат побенигната, за нив поприфатлива варијанта, да и не ги уништи и патиштата и еве дури денес почнуваат тие последици да се санират, а не добивме земја ништо. Изгубивме. Вашиот став или вашите информации кога во прашање НАТО беа погумни кога и за судската одлука на апелација потврдена од страна на основниот суд да му исплатите 10.500 евра на премиерот Груевски затоа што го наклеветивте тогаш дека прифатил промена на уставното име. Не, јас го наклеветив за она што тој го рекол. Ali to reče, не го реков тоа, судот, бидејќи он директно го контролира судот донесе такво, сега ќе одам на Страсбур, неверојатно, неверојатно, јас сум сигурен дека Страсбур не може да помине преку тоа, ама трошоците после треба ги плати македонската држава, не Груевски да ми ги врати парите. Значи, станува збор за нешто што
Груевски јавно го кажа во камера, јас тоа го прашав во собранието, дали вие прифативте 2008 година промена на името? Да, прифативме, ама со намера да го дадеме на референдум. Дали се согласувате ова? Милошовски напиша нели официјално писмо до генералниот секретар на Обединети нации во својство на министер за надворешни работи во владата на Груевски дека Македонија прифати Република Македонија во заграда Скопје како почеток на разговорите. Јас во тоа немам ништо. Не. Ја не сум од тука. Добро, господин Петковски, сосема сме на крај. Признавате дека сте направиле голема грешка со коалицирањето со Груевски 2006. Каква беше политичката проценка за окрупнување на опозицијата во тој сојуз за еднината? И дали останувате дел од опозицијскиот блок или можеби по принат на достоинство и дел од малите политички партии? Не. Ќе се отцепите? Ние имаме договор со опозицијскиот фронт, нели, така наречен, во која стожерна партија е СДСМ. За сега и тој договор е уште валиден. Може би сега пред председателските и парламентарните избори ќе започнат некои разговори околу негово рекомпонирање, бидејќи, како што рековте, достоинство излезе од таа коалиција, Пеи на Фијат-Цановски исто така излезе, сега ќе се прави на нова основа со нови субјекти. Или само тие што постоја веќе, или може да се приклучат и некои сега други субјекти кои што сега се формират. Но во секој случај сега тоа прашање се отвара. Немаме дефинитивен договор околу тоа и претпоставувам дека тоа ќе биде актуелно, а уште повеќе ќе биде актуелно од како ќе се... Да. Има ли капацитет на СДП да истрча самостојно на избори? Па ние 2009, јас да ви кажам, значи ние сме единствената партија која самостојно настапивме на избори, тогаш во тоа време и ВМРО Народна, кои сами настапи и излегоа и освоија тако број, респективен број на мандат. Само да ви кажам дали сме способни да излеземе. Во овој момент, да не правиме паралелно. 2009 година ние излегуваме на локалните избори и освоивме 31 советнички мандат. Минатата година на заедничка листа советничка со СДСМ освоивме 25 мандати. Сакам да ви кажам, релативна е работава да се цени анкетите кои што и едните и другите политички партии ги прават. Прашање е дали треба тоа да го направиме. Доколку Македонија, јас инсистирам и постојано се борам за тоа, за сега не продира таа идеја, доколку Македонија биде една изборна единица и важи пропорционален модел со пристоен праг за влез во парламентот, тоа би било најдобро. Тогаш малите партии би ги собрале гласовите од цела држава. И мислам, дури тогаш ќе се види вистинското расположение кај граѓаните која политичка партија, која опција поддржуваат. И после тоа да се прават коалиции. Ама тоа нема одговара ни на ВМРО, ни на СДСМ. Не одговара на големите партии. Господине Петковски, благодарам за гостувањето во Версус на Карлос. Благодарам на поканата многу. Версус со Горан Лалов.